Благодарам многу, имате прашање, поверите. Лјупче Ѓорѓиевски најави соработка со ВМРО ДПМН. Дали ова е некој побита повторно да се врати на чело на партијата? Тоа е прашање за нив. Ние знаеме дека тие настапуваат како опозицијска партија во опозицијска коалиција, меѓутоа сепак прашањето ќе треба да го поставите на нив, се работи за друга коалиција која настапува посебно од нас на овие избори. Во врска со избирачкиот список пред малку ВМРО ДПМН имаше пресконференција околу бројката која што беше последна соопштена од страна на ДИК, 1.780.000. Тие тврдат дека практично ви паднаа во вода сите оние информации за сомнителни и злоупотребени гласачи. Прво, фантомски гласачи постојат. Тоа го утврди Државната изборна комисија едногласно, со тоа што самите утврдија дека над 30.000 имиња на избирачкиот список фактички не постојат. Доколку постојат, тие луѓе ќе се пријавија. Над 170.000 наши граѓани со истите анализи кои што едногласно ги усвои ДИК и членовите на ДПМН се покажа дека овие луѓе живеат надвор од Македонија. И доаѓаме до она што цело време го збориме, дека во Македонија во моментов има едвај над 1,5 милион гласачи во државата. Она што сигурно ќе се случи е дека на овие избори Груевски повеќе нема да може да ги злоупотребува имињата и презимињата, идентитетите, душите на нашите граѓани кои што се иселиле од државата. Нема да може да ги злоупотребува лажните идентитети кои што иако е 10 години на власт не направи ништо, се дека ние не го иницииравме тоа и не се спроведе овој процес во ДИК за да се реши овој проблем. Така што овие алиби пресконференции се интересни за нив да покажат дека да го прикријат криминалот кој што толку долго време го крие. ВМРО ДПМН тврди дека тие ќе победат на 11 декември. Знаете како, последниве 2 години се што кажа Груевски и ДПМН испадна обратно. Така што чим ти тоа тие го викаат, сигурно ќе обратно.